Иако индивидуалните болести се ретки, колективно, ретките болести постојат многу, односно постојат повеќе од 7.000 различни ретки болести и повеќе од 400 милиони лица страдаат од овие болести. 80% од ретките болести се од генетско потекло, а останатите се последица од инфекција, алергија, фактори од животна средина и така натаму. На оваа тема, ние денес решивме да разговараме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение, ви го пренесуваме она што го дознавме низ разговорот со нив. Многу често имаме повик за помош од луѓе кои што имаат деца или самите тие имаат некое многу ретко заболување. Генетските заболувања може да биде, некој да има статистички еден во светот, да биде со тоа заболување 4 луѓе, 50 на луѓе или само 1 милион во цел свет. Тоа што значи? Всушност, самиот механизам како се развива тоа заболување на нас ни е показател на кои органи треба да делуваме, за да може да ги вратиме сите тие отстапки и дисфункции во нормала. На тој начин ние не делуваме директно на ДНК. Верувајте, ако направиме анализа кај било кој од нас, ќе се јават некои абнормалности, некои отстапки. Многу малку луѓе имаат направено испитување на целата ДНК, на сите генски локуси. Нели тоа е наука која што постои во изминатите колку години, 20-30 години од прилика, и се уште не е докрај доволно испитано дали кај секој од нас имаме малформации и такви отстапки, хромозомски абнормалности, проблеми со одредени генски локуси, што сигурно имаме. Знаете зашто го објаснувам? Тоа од самиот почеток звучи како да е нешто апсолутно неизлечиво. И дека е нешто на кое што не можеме да влијаеме и нешто кое што е детерминирано. Тоа дефинитивно не е така. Секој од нас носи гени кои што се во со некаква отстапка, тоа не значи дека тоа заболување ќе се појави. Најдобро објаснување за сето ова го дава една нова наука, епигенетика. Епигенетиката објаснува дефинитивно дека некој ген може да биде активен, меѓутоа може да биде и неактивен. Што значи дека и овој ген кој што е на некој начин отстапува абнормалниот ген може да биде активен, меѓутоа може и никогаш во животот да не се активира. Пациентите кои што доаѓаат кај нас, ние го учиме организмот на еден нов механизам на функционирање, кој што е правилен, кој што прави еден нормален, здрав физиолошки процес. Самиот организам почнува да функционира на тој начин и оној ген кој што е абнормален станува неактивен, на некој начин како заспан ген. Така да било кое генетско заболување, јас би ја храбрила луѓето да се бараат помошта, лекот, решението и апсолутно тоа не значи дека е нешто неизлечиво. Дефинитивно. Може да побара денеска секој има пристап до интернет, се вика доктор професор Брус Липтон, може да прочита, чисто се информира, човекот е многу отворен и народно ги објаснува многу од работиве кои што се малце медицински или терминолошки несватливи за секој. Чисто се наполнувам на тоа што го кажете, Тијана. Значи, кој би ни бил пристапот за третирање на тој тип на проблеми и патологии? Секој орган кој што има дисфункција, дали се работи за моторика, зборување, специфични дегенеративни процеси, недостаток на некој ензим, па има оштетување на централен нервен систем. Значи, апсолутно не е важно. Зошто? Како се манифестира. Така е, значи, затоа што ние само треба тие отстапки да им помогнеме на органите да се вратат во нормална функција, тие отстапки да ги снема и без разлика што е генетско заболување, тој човек апсолутно може да функционира сосема нормално. Видете, гените се во основа библиотеката од која што клетките читаат, условно кажано, како треба да се однесуваат, како треба да се позиционираат. Односно, тоа е нацртот за нас, за ние како индивидуи. Така да ние тоа што го правиме за да биде поедноставно или посватливо е условно кажано репрограмирање, да ги искористиме термините од информатиката. Односно, давање на слични или исти информации како што се запишани во ДНК-та, но ние користиме надворешен носач, во случајот кој што е прилепен за кожа. И тие информации се малце погласни за разлика каде и на кој орган како треба да се обратиме. Значи, тоа е делот од механизмот како ние делуваме врз тие заболувања. Во биоинформатика дојдов препорака од други
зашто никош не ме слушна. И немав друга алтернатива од сите преходни лекарства да го пробам ова за девојчето моје. Има многу позитивни ефекти, што човек треба да ги види, да се раскажува, не може да се раскаже. Треба да го видиш и да го осетиш. Видливите резултати и забележа форма после 15-тиот ден. Тоа сигурно го тврдам, како што викаат старите, питај паталец, не гаталец. Ефекти има. Зашто ова се невидливи работи што секој еден посебен пациент го осеќа, а пациентите отстрана ништо не гледаат. Првото бев за черката, после ми даде терапија за сопругата. Ја прифатив, има многу позитивни резултати, оние сите лекови што ги примаш и ги пиеш, и сега не. Се све нормално. Така да е препорака за секој еден што има X проблеми со здравјето.